Добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на ваш термин. Повторно сме со вас, се разбира во живо, за да пренесеме информации кога станува збор за проблемите со здравјето. Вие нели да бидете тука, да не следите и доколку имате некое прашање во однос на денешната тема, ќе ве кажам и темата за кусо време, се разбира ќе можете да ни се придружите во нашиот разговор, да комуницираме, да поставите некои прашања, а денешната докторка која што е веќе со мене во студиото, за денешната тема ќе се обиде да ви одговори на вашите прашања, а секако ние овде ќе разговараме и ќе образложиме доста детали околу денешната тема. Веднаш на почетокот еве и ќе ве најавам, денешната тема е каменчиња во бубрези или камења во бубрези. Се надевам дека ќе биде интересна. Ќе ни каже за тоа нешто повеќе денешната гостинка, значи тоа е доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и се разбира доста детали за оваа проблематика во незината секојдневна работа ќе ви открие преку нашиот разговор. Меѓутоа пред да ја поздравам доктор Маја, сепак да видиме прилогот кој што е подготвен за денешната тема, па потоа ќе се вратиме во студио да го започнеме разговорот. Човекот од секогаш имал проблеми со појава на камен во бубрегот. Постојат повеќе причини за создавање камен во бубрег: предиспозиција, нарушување во размената на материите, последици од разни инфекции, неконтролирано земање лекови и погрешен начин на исхрана. Тоа значи дека човекот не сакајки може да придонесе да дојде до појава на камен во бубрег. Кристалите на разните минерални соли, оксалатите, уратите и фосфатите, вклучувајќи го и калциумот од храната, се раствораат во урината, која се елиминира преку бубрегот. Кога урината ќе биде презаситена, се оформуваат кристали, кои понатаму се групираат во грудки, а потоа може да се создаде и камен. Со оглед на тоа каква храна јадеме, се создаваат и такви кристали. Со помош на одреден режим во исхраната, може да придонесеме да не се создадат големи количества калциум и разни соли, најчесто оксалати, во урината. Се претпоставува дека околу 80% од сите камења во бубрегот се создадени од калциум оксалатите. Се чини дека главната причина за појава на камен во бубрегот е современиот начин на исхрана, кој се карактеризира со прекумерно внесување на храна. Менувањето на режимот на исхрана е најдобро решение против каменот кај оние луѓе што веќе исфрлаат мали камчиња или пак врз основа на рентгенските снимки се забележува нивно зголемување. Кај овие луѓе, освен менување на навиките во исхраната, се препорачува и пиење по големо количество течности за да биде концентрацијата на создадените кристали во урината, што е можно, помала. Луѓето кај кои се создаваат камења треба да обрнат внимание на внесувањето белковини од животинско потекло, натриум, особено преку готварската сол, внесување соли на оксалната киселина, оксалати, калциум и течности. Важно е да се напомене дека мажите од камен во бубрегот заболуваат 3 пати повеќе од жените. Ве го погледнавме и го слушнавме прилогот кој што беше подготвен за денешната тема, значи камења во бубрезите. За оваа денешна тема е одговорна доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог. Доаѓа од поликлиниката. Доктор Маја, од каде, како да кажеме, сега не знам точно каде работиш, знам дека се префрли. Промедика, Промедика, така. И секако дека е тука денес за вас да одговори на многу ваши прашања. Пред да ти посакам добре дојде. Како што започнавме со онаа тема општо нели за бубрезите и за уринарниот систем, сега некако преминуваме дел по дел, па решивме тоа денес така да биде за бубрежните камења да зборуваме, а потоа ќе видиме како ќе одат нели ред по ред заболувањата на уринарниот систем. Па ајде некако да започнеме првим да ни објасни што значи поимот нефролитијаза, а што е уретролитијаза.
Прво, добар ден, Виолета, благодарам на поканата. Добар ден за сите гледачи, што ова студено ноемвриско попладне се покрај екраните и не гледаат, не следат. Поимот нефролитијаза се однесува на појава на каменчиња во бубрек. Доаѓа од зборот нефро, што значи бубрек, и литос, што е каменче, конкремент. И углавном нефролитијаза, кога ќе кажеме, мислиме на каменче во самите бубрези или во едниот или во двата бубрега. Така. А уретеролитијаза, зборувам, се мисли кога каменчето е некаде во уринарниот систем. Значи, тоа значи може да биде во бубрегот, во каналот, значи во уретерот или во мочниот меур или бешиката. Така. Тоа се тие два поими што ги користиме, или бубрежни каменчиња, бубрежни конкременти, исто така можеме да ги сретнеме. Колку се чести? Бубрежните каменчиња се доста чести, релативно доста чести се. Нема точна инциденца или преваленца кај нас израчунато, меѓутоа во светските рамки, во Америка, американците се доста прецизни во тие бројки и статистики, таму се смета дека се преваленцата, значи појавноста е 12% кај мажите и 7% кај жените. Меѓутоа, многу од овие бубрежни каменчиња не се препознаваат. Значи, долго време може да одат асимптоматски. Човек да има каменче, нема никакви симптоми, не се јавува на лекар и ние не ја знаеме точната бројка. Друго, многу од малите каменчиња, кажеме, тоа се оние каменчиња кои се помали од 5 мм, 80% од тие каменчиња кои се помали од 5 мм може спонтано да ги измокраат пациентите што ги имаат. Така да и таа бројка на пациенти не се јавува на доктор и немаме точна евиденција колку се од тие луѓе. Меѓутоа, тие се чести, знаеме, ги има секаде во светот, нема разлика во пол, во раса, во географска положба. Има само некои ретки региони во светот каде што се поретки, тоа се и на Гренланд и некои крајбрежни подрачја во Јапонија. Иначе ги има секаде во светот. И 2% од хоспитализациите, значи легувањата во болница, се должат на некои од компликациите од бубрежното каменче. Така да доста честа појава се, често заболување. Кај кого повеќе се јавуваат, кај машкиот или кај женскиот пол? Типична слика на каменче во бубрек е маж на возраст од 20-30 години до 50-60 години и почесто се кај машката популација во тој период, значи во таа возраст, а кај жените се јавуваат почесто од 50-та година натаму. Така. И односот на зафаќање е 3:1, мажи, жени. Во кои делови од светот има ли разлика, негде повеќе да се појавуваат, негде помалку? Како што И кажав, кои се причините? тие каменчињата се јавуваат насекаде во светот, ги има секаде. Разликата е во нивниот состав, затоа што во западните земји, во развиените земји, значи имаме една група на каменчиња кои се почести, кои се видени дека поради високиот внес на белковини, она високопротеинска исхрана, додека во другите делови од светот, значи она што беа порано неразвиените, трети земји, тамо поради сиромашниот внес на тие пурини белковини, имаме друг тип на каменчиња. Така да во едни делови од светот имаме почесто каменчиња кои се јавуваат во бубрезите, додека во овие земји каде што исхраната се базира претежно на зеленчук, листиот зеленчук, таму имаме повеќе каменчиња кои се создаваат во бешиката. Секое заболување има одредени ризик фактори кои што треба да бидат присутни за негово појавување. Кои се овде ризик факторите? Појавата на бубрежните каменчиња е мултифакторијална. Не можеме да кажеме дека само еден фактор е тој што е пресуден. Како што веќе кажав, полот е еден, значи машкиот пол е позасегнат. Возрастната граница, значи од 20-30 до 50 години, тука е исто. Ако претходно пациентот веќе имал каменче, тоа значи дека
постои поголем ризик да повторно се јави. Во некој 50 до 70% каменчето се повторува. Така. Една иста особа која претходно имала. Така да за 5 години се смета дека кај 50% од пациентите кои веќе еднаш имале каменче, за 5 години 50% од нив повторно ќе имаат напад на каменче. Так. А дури до 70-80% во наредните 10 години. Так. Друг фактор е фамилијарната оптеретеност. Значи, ако постои во фамилии. Кај нас, например, во Македонија знаеме Охридскиот регион, Така. тамо имаме цели фамилии кои имаат каменчиња. Тоа се некои од тие фактори. Сега, тука доаѓаат метаболните фактори и генетските, кога зборуваме за овие фамилијарно оптеретеност, нели, на некој начин оптеретеност, иако тие се уште не се доволно испитани и не можеме со сигурност да кажеме кои се тие метаболни пореметувања што настануваат, што постојат и што се идат по фамилии. Значи, за многу мал процент на тие камчиња може да се каже дека имаме факторот кој е веќе познат и откриен. Потоа имаме промени во самата анатомска градба на уринарниот систем. Значи, малформации кои сами по себе допринесуваат да се создадат услови за по-често, побрзо, едноставно да се создадат каменчиња. Бидејќи секогаш кога постои стоп на истекувањето на урината, а урината се создава во бубрегот, преку бубрежното легенче, поминува преку мочоводниот канал или уретерот во бешиката. Било каде, ако постои стоп, например, ако имаме стеноза на тој пилоуретрален сегмент, каде што излегува тој мочоводниот канал од бубрегот, ако имаме везико-уретрален рефлукс, значи секаде каде што настанува пореметување во исфрлањето на урината од телото, или пак се задржува урина во бешиката, кај мажи со зголемена простата. Се создаваат услови во таа урина која стои тука, независно дали во легенчето во бубрегот или доле во бешиката, таа урина да стане поконцентрирана. Со тоа се создаваат услови тие кристали, тие минерали и соли кои веќе постојат нормално ги имаме во урината, стане хиперконцентрирана и почнат да се создаваат од тие минерални и соли, значи кристалчиња кои потоа едно пред едно се таложат и се формира каменче. Значи тоа е исто еден од факторите за појава на ризик факторите за појава на создавање на нефролитијаза, односно каменчиња во уринарниот систем. Друго нешто што може е други заболувања кои постојат во организмот, значи како што се болести на тенкото црево, кроновата болест, или пак байпас кога се прави премостување на тенкото црево кај многу гојазни, обезни лица, каде што доаѓа до пореметување во апсорпцијата на субстанците, например калциумот, во тенкото црево. Потоа имаме болести каде што имаме голем распад на клетки, како што се мултипли миелом, леукемија, полицитемија, рубра вера, каде што има голем распад на клетките, особено во фазата на терапијата на третманот, и се создаваат материи кои придонесуваат за создавање на каменче. Каменчиња може да се јават како ризик фактор, се јавуваат и одредени лекови. Значи, луѓе што примаат доста силикати, особено оние што имаат проблем со желудникот, магнезиум силикат, потоа сулфа препарати, триамтеренот и некои други лекарства, исто така може да допринесат за создавање на каменче. Меѓутоа, како број 1 ризик фактор, секогаш се наведува дехидратацијата. Тоа значи помал внес на течности. Значи, телото му недостасува течност.
и тука создаваат услови да самата урина стане поконцентрирана, да имаме поголема концентрација на тие минерали и соли кои нормално содржат и се настануваат услови за создавање на каменче. Така. Ајде тука ќе се обратиме до нашите гледачи, значи како што можете да забележите, веќе е испишана темата на екранот, значи камења во бубрези, за оние кои што не следат, кои што сакаат да постават некое прашање во однос на темата или во однос на некои проблеми со бубрезите, бидејќи нашата денешна докторка е специјалист интернист нефролог, слободно може да ни се јават на нашите телефони да постават некое прашање во однос на оној проблем кој што тие го имаат. Ние продолжуваме понатаму, значи објаснивте многу убаво како оди создавањето на каменчињата во бубрезите. Меѓутоа, има ли разлика? Постојат ли повеќе видови на каменчиња на бубрезите? Бидејќи во прилогот можевме да забележиме дека некои се така малку како соботски, некои се топчести, така натаму, па какви се видови постојат? Создавањето на каменчиња, како што кажав, значи зошто се создаваат е заради таа хиперконцентрација на урината. Нормално, урината се создава во бубрегот од низ повеќе процеси и таа содржи минерали и соли, а органски и неоргански материи, така да каменчињата што се создаваат може да бидат и органски и неоргански. Најчести се 4 групи, така ги делиме каменчињата по својот состав. Едните се калциумски, тие се 75 до 85% од сите каменчиња се калциумските каменчиња. И најчесто се работи за калциум оксалат, нешто поретко се калциум фосфат или калциум урат. Потоа доаѓаат струвитните камчиња, кои се околу 15%. За струвитните камчиња тоа е мешана група, значи тоа се магнезиум, амониум, фосфати, камчиња кои се јавуваат во одредена група луѓе. Така. Тие се почесто кај жените и имаат тенденција да брзо растат и брзо го исполнуваат бубрегот. И може толку брзо да пораснат и да го исполнат целиот бубрег, значи целото легенче и целите чашките да личат на корал. И затоа тие се едни од тие што ги создаваат, тие што ги нарекуваме коралиформна литијаза. Излегуваат како отисок, како од калап од бубрегот. Таа е таа коралиформна литијаза. За струвитните камчиња интересно е дека прво се јавуваат почесто кај жените, затоа што се поврзани со инфекција. Значи имаме инфекција и имаме создавање на камче. И инфекциите се тука најчесто од грам негативни бактерии како што се протеус, псеудомонас, клепсиела, уреоплазма, уреолитикум, кои имаат еден ензим кој ја разградува урејата што се наоѓа во урината на амониум. И потоа тој амониум учествува во изградбата на тоа каменче, струвитните камчиња. Зборувавме за струвитните камчиња. Значи, кај струвитните камчиња имаме инфекција и имаме распад на урејата, се создава каменче. И се додека постои инфекција, имаме создавање на каменче. Имаме каменче, каменчето е предуслов за инфекција. Значи, тоа е еден магепсан круг тука и мора некаде да се прекине тој круг за да се спаси бубрегот. Так. Затоа што овие каменчиња, реков, брзо растат и може многу брзо да го оштетат бубрежното ткиво и да се изгуби бубрежната функција. Најчесто тие се секундарни на некоја аномалија која веќе постои тука, која предизвикува застој на урината. Тој застој на урината доведува до развој на инфекција, развој на инфекција создава каменче и се затвара кругот. Тука, значи тука е многу тешко и многу
промптно веднаш брзо треба да се реагира за да тој круг колку што може побрзо се прекине и тоа најчесто се прави хируршка интервенција или на некој начин да се извади каменчето, да се третира добро инфекцијата за да биде стерилна урината, за да немаме тој круг повторно да не се обнови, нели, за да повторно се создаде. Затоа што тие каменчиња растат брзо, го исполнуваат бубрегот и многу често може да дојде до да треба бубрегот и да се извади за да се спаси организмот, за да се спаси пациентот. Тоа е значи таа втората група, тоа се 15% од прилike. Третата група се каменчиња од уричната киселина. Тоа се околу 6 до 8%. Тие учествуваат во вкупниот број на појавата на каменчиња. Кога зборуваме за каменчињата од урична киселина, треба да кажеме дека тие може и не мора да се поврзани со едно заболување за кое сме зборувале, тоа е гихтот или подаграта. Значи, негде околу 25 до 50% од пациентите со урични каменчиња имаат и гихт. Или прво имаат гихт па урични каменчиња, или се откриваат уричните каменчиња, па после откриваме дека пациентот всушност имал претходно гихт. Најчесто постои хиперурикемија, значи зголемено ниво на урична мочна киселина во серумот, но и не мора. Постои хиперурикозурија, значи зголемено излачување на уричната киселина, меѓутоа има пациенти и кај нив кај кој не мора тоа да се случи, а сепак да се создадат такви каменчиња. Значи тука станува збор сепак за еден метаболно пореметување на уричната киселина и создавање на тие каменчиња. Кажавте дека може и да не се појават симптоми, меѓутоа кои се тие оние ептен, како да кажам, кога веќе каменот толку многу ќе се придвижи да создаде некоја болка, претпоставам дека болката е некој главен симптом, што друго може да се почувствува во овој случај? Класичната слика е бубрежната колика. Значи тоа е нешто што е страшно. Пациентите го опишуваат како породилни болки, во учебниците се опишува како болка која е еднаква со толку силна да како скршеница на коска или од изгоретини. Значи тоа е болка и се нарекува бубрежна колика. Да кажам дека прво каменчињата можат да бидат значи само на едниот бубрег, унилатерално, може да бидат и билатерално, меѓутоа најчесто се унилатерално и бубрежната колика тргнува од бубрегот. Тоа е, бидејќи бубрезите се сместени позади во слабинскиот дел, тргнува од позади и оди околу појасно и се спушта надоле кон долниот дел од мевот и завршува во препоните. Негде или во тестисите кај мажите. Тоа е кога каменчето ќе се придвижи. Таа болка може да трае неколку часа, во зависност од тоа колку е големо каменчето, односно со која брзина се движи. Малите каменчиња, кои го зборуваме за мали каменчиња, мислиме за каменчиња кои се околу 5 мм, до 5 мм, евентуално нешто повеќе до 1 сантиметар, меѓутоа тоа веќе се поголеми. Значи, за мали каменчиња зборуваме за некои 4, 5, 6 мм. Ако тоа каменче тргне од бубрегот, тоа полесно ќе се спушти доле до бешиката. И секогаш кажуваме, има два момента кога се најсилни болките во мевот. Тоа е прво, кога од бубрегот тргнува во мочноводниот канал, во уретерот, тука има колено, треба да влезе во коленото, значи да излезе од бубрегот и да падне во каналот. Потоа се движи низ каналот и тука е таа коликообразна болка кога самиот уретер, самиот канал се стиска и се пушта за да го придвижи канал и на тој начин го придвижува каменчето надоле. Втората силна болка е кога каменчето, кога веќе е спуштено и се наоѓа пред бешика, треба да влезе низ зидот на бешиката, да пробие во тој низ тој дел на уретерот и да влезе во бешиката. И тогаш болката се смирува и пациентот може сега неколку сати, дури неколку дена да биде мирен, односно да
се извинувам, нема никаква болка, затоа што сега каменчето е паднато доле во бешиката и сега треба да се бутне уште еднаш, за да преку мочноводниот канал излезе од телото. Тоа е третата болка, кога веќе пациентот ќе се ослободи и нема повеќе да има болка. Низ тој пат на каменчето може да се случи, имаме различни типови на каменчиња, некои како што кажа со боцкички се, некои се поголеми, некои помали, различни облици имаат. Може да оштети некој од крвните садови, така да во урината може да се јави крв, која може да биде видлива, значи станува збор за макрохематурија, да биде во поголема количина, да ја обои урината црвено, јасно црвена боја е тоа, или пак да се само како нишки. Потоа доаѓа и до промена на самиот акт на мокрење, односно пациентот може да има зачестено мокрење, да има нагон за мокрење, а да мокри по мали количини на урина, да има непријатност, печење, може да се појави инфекција, па да се јават и симптоми од самата инфекција. Меѓутоа, тоа се тие најчестите знаци. При секое друго појавување на некој друг знак, значи може да станува збор и за компликација. Кога станува збор само за оваа бубрежна колика, да кажам дека пациентот е вознемирен. Значи пациентот не може да седи на едно место. Камчето шета надоле, пациентот ја менува положбата, не може да најде положба во која нема болка и е вознемирен. За разлика од пациенти кои имаат проблем и болка од желудникот, тие тогаш седат на едно место, легнуваат, сакаат да бидат примирени, смирени. Потом може да се јави треска, температура и ладна пот, гадење и повраќање. При појава на овие симптоми, значи појава на треска со температура, висока температура, силна слабинска болка која не поминува 2-3 дена, гадење, интензивно повраќање, може да стане збор дека се работи и за веќе компликација. Значи, може да се случи да настанало запушување на бубрегот. Така. И на каменчето, односно на нефролитијазата, се надоврзала и инфекција и се јавува пиелонефритис. Тогаш веќе мора хитно да се реагира. Ајде да слушнеме сега, да видиме дали ќе се слушнеме со нашиот гледач. Добро вечер. Ало, ало. Значи ве слушаме, говорете. Вака сега се слушаме, така? Да, повелете. Вака, поздрав до водителката и до докторката. Јас сакам да поставам на ова едно-три прашања. Први на ова, пред 20 години ја имав камен во бубрегот, може и повеќе. Дали може пак да се повтори? Тоа е едно. Добро. Второ, дали може да пијам пролом вода? И трето, докторката каде работи? Така, добро. Сега може да исклучам или да останам? Може да исклучите, следете не преку ТВ приемникот, значи 3 прашања, доктор Маја. Пред 20 години ми се чини рече дека имала камен во бубрек, дали смее да пие пролом вода и каде работите, тоа веќе напоменавме, ќе напоменете пак. Повелете со одговорот за нашата гледачка. Ако сте имале пред 20 години каменче, постои шанса и можност се извинувам, повторно да се јави. Меѓутоа, минало долго време. Јас, како што кажав, појавата на еднаш каменче веќе представува ризик фактор за да се јави повторно каменче, иако кај вас поминало долго време. Кога станува збор за пролом вода, јас не можам да кажам никакви препораки, да или не, затоа што може би да се свати и како реклама или не. Меѓутоа, ние не знаеме какви гени носиме, вие не знаете какво каменче било тоа. А сите минерални води содржат сепак се извинувам, одреден состав на минерали, на соли. Па може да се па може наместо да биде подобро да се испровоцира таложење и да се направи хиперконцентрација на одредени соли и минерали во урината. Тоа е второто прашање, така да доволно е добро да вие редовно се следите
еднаш годишно, бидејќи 20 години не сте имале веќе каменче, тоа е многу добар податок, така да редовно следење како што се систематските прегледи во поглед на каменчиња, создавање, бубрежната функција и доволно внезна течности, ќе зборуваме ние за тоа, тоа е прво едно и најважно што треба да постои. И последното прашање, така, и доктор Маја работи во Промедика, тоа е една поликлиника во центарот на градот, значи ќе можете таму да најдете, а ако сакате да стапите во контакт со неа, секако ќе може да се јавите веќе од утре во нашата телевизија, секогаш што го потенцираме. Ние тука ги имаме сите телефони од сите доктори кои што ни гостувале во ваш термин, така да ќе можете да го добиете и лично нејзиниот број да се исконсултирате за се што треба. Ајде, доктор Маја, да, повелете? Имаме ли гледач следен? До докторката. Да, повелете. Сакам едно прашање. Уролот, што состав содржи за камењата? Ајде уште еднаш повторете само. Урол. Урол, добро. Да. Дали се за топење на камењата, што дејство, како да се пијат? Аха, добро, значи како што и за што се користи. Добро, ви благодариме за јавувањето. Останете да не следите преку ТВ приемникот, ќе слушнете доктор Маја што ќе ви каже. Доктор Маја? Јас сепак не би коментирала за... Што е тоа? Како лек е тоа? Да, јас не би коментирала. Дали вие го препишувате или некој алтернативен лек? Јас не знам, има многу лекарства и секое објавување на тие лекарства во телевизиски емисии не би било во ред, би се сватило можеби како реклама и би имало други реперкусии. А дали вие ги препишувате нефролозите тие лекови или пак ги земаат на своја рака, да? Зависи многу од лекарите, препишуваме лекови, секако, меѓутоа народната медицина е силно развиена на нашите подрачја и многу од пациентите на своја рака земаат и чаеви и лекарства кои можам да кажам дека се добри во одреден степен, меѓутоа ако не се проверени, може да направат и поголема штета, бидејќи дел од тие лекарства не се под контрола и прават оштетување на другите слузокожи и лигавици, може да направат и чир на желудник, така да... Добро, многу внимателно треба со се. Еве за гледачката што сега пред малку се јави, ако сакате да се исконсултирате на со доктор Маја, кажав јас ќе се јавите утре веќе во телевизија Сонце, ќе го добиете нејзиниот број, па ќе можете и лично да искомуницирате и се што ве интересира од повеќе, доктор Маја на располагање, нели, за сите оние кои што имаат проблеми да излезе во пресрет. Доктор Маја, дали може камењата во брезите да направат губиток на бубрежната функција? Значи, дали може да ослабе бубрежната функција со овој проблем? Тоа ретко се случува, меѓутоа веќе спомнав за појавата на акутен пиелонефрит, тоа е акутниот пиелонефрит кој се јавува како акутна компликација. Меѓутоа, ако постои тенденција на почесто јавување на каменчиња, каменче пиелонефрит, па се создава хроничен пиелонефритис, хронично воспаление на бубрегот. Значи, секогаш тогаш бараме што е причината, каде лежи причината за толку често појавување на тие и каменчиња и воспаление на бубрегот. И најчесто има некаква анатомска промена, анатомска пореметување за да се случува тој процес. Тогаш тие хронични пиелонефрити, секој пиелонефрит може, ако не се долекува, да остави трага, лузна на бубрежното ткиво. И така со тек на години, зборуваме за еден процес кој е годишен, со децени, може да дојде до губиток на бубрежната функција. Тоа за среќа ретко денес го среќаваме и ретко се гледа. Меѓутоа, постои како можност. Но голема опасност се тие струвитните камења што ги напомнав претходно. Значи, тие се едни од најчестата причина што нефролитијазата води до бубрежно оштетување. Доктор Маја, немаме многу време, уште некои 4-5 минути така, од прилика, и би сакала вака некако за овие 4-5 минути да кажеме нешто повеќе околу лекувањето. Знаеме како е диагностиката, нели, оди се доаѓа со проблемот кај вас, еве кај специјалистите, па се претпоставам дека тука доаѓа еходиагностика, испитување на урина и така натаму, меѓутоа што кога ќе се утврди точно дека постои камен во бубрек, што потоа еве?
некако да објасниме. Што се За презема? среќа, Така. повеќето од тие мали каменчиња што кажавме, што се околу 5 мм, 80% од тие каменчиња што се 4-5 мм, спонтано се елиминираат, пациентот знае дека ќе го измокри, го измокрува и толку. Може да не се повтори, меѓутоа големи се шансите и да се повтори. Ако станува збор за поголемо камче, кое е од 5 до 10 мм, значи тогаш шансата за измокрување е многу помала. Само спонтаната елиминација е само 10 до 20%. Другите каменчиња, во зависност од тоа каде се наоѓаат, треба да се третираат. Сега има многу современи хирушки методи кои се и неинвазивни, меѓутоа неоперативни, значи безкрвни методи, каде што се раздробува каменчето на поситни делчиња. Тоа е таа вонтелесна литотрипсија, кога со бранови се удира бубрегот и се крши каменчето, за да после така скршеното каменче спонтано се елиминира во ситни парченца. Потоа може да постои одоздола, ако е каменчето заглавено во уретерот, во мочоводниот канал, пред бешиката негде поблиску, одоздола преку уретрата, преку тој мочен канал се влегува и се извлекува, како со се фаќа и се извлекува. Исто таква метода постои сега и кога одгоре, значи ако е каменчето во бубрегот или на почетокот на излезиштето од бубрегот, се преку мал рез се влегува со инструмент, не се прави класична операција. И на крај, сепак, кога мора класична операција, нели, да се земе. Меѓутоа, сепак, да зборуваме за превенцијата, а не за... Многу работи во овој вториот дел можеби не ги дообјасниме во однос на тие компликации, лекување и така натаму, меѓутоа ајде некако на крајот да делуваме што се вели превентивно, затоа ги правиме овие емисии, некако секогаш да делуваме во однос на превенцијата на сите заболувања, па и на камењата во бубрезите, што треба ние секојдневно и како да практикуваме во секојдневниот живот, се разбира, за да не добиеме каменчиња во бубрези. Генерално, бидејќи не секогаш се знае какво е по состав каменчето, дали е калциум оксалат, што се најчести, нели, дали е калциум фосфат или урично камче или цистинско камче, за кое не ни спомнавме, немаше време. Првите 3 нешта на листата се добра дехидратација, да пиеме многу течности. Тоа подразбира над 2 литра на внес на течности, од кои половината да биде чиста вода. Да. Затоа што и супата... Барем половина, барем 1 литро вода. Да. И супата, и овошјето, и зеленчукот, сето тоа содржи вода. Потоа, второ е намален внес на сол. Внесот на сол влие на, видено е дека влие на пореметување на таа равнотежа што ја има помеѓу минералите, солите, инхибиторите во самата урина. Значи, што помалку сол? Помалку сол е добро и за притисокот, и за задршката на вода, односно создавање на целулит во организмот. Значи, втората препорака е помалку сол. На маса да се седнува и да не се досолува јадењето пред да се проба. И трето, намален внес на белковини, особено белковини од животинско потекло. Тука спаѓаат, значи, месото и особено месните преработки. Саламите, колбасите, сите тие нешта кои од една страна содржат многу сол, а од друга страна содржат и белковини од животинско потребло кои не ни се толку неопходни и влијаат на зголемено создавање на каменчиња. Пак ќе кажам, ние сме секој посебно, меѓутоа не знаеме какви гени носиме и кај кого ќе делуваат или не. Значи, тоа се генералните препораки. Потоа можеме, ако постојат и веќе знаеме за кој тип на каменчиња се работи, да се направат други интервенции, промени во исхраната, да се внесат други лекарства. Например, ако постои хиперурикемија, постои гихт, имаме урични камчиња, може пациентот да се третира и со алопуринол. Потоа пациенти кај кои знаеме дека имаме калциум оксалатни,
тогаш треба да тие пациенти ги советуваме да внесуваат помалку храна која содржи оксалати, иако оксалати се создаваат и во самиот организам. Меѓутоа оксалати имаме во зелениот чај, значи црните чаеви, во кафето, во чоколадата, во зелјестиот зеленчук, значи тие нешта, јаткастите плодови, тогаш пациентот се советува тие нешта да ги избегнува. Многу е важно да се знае и да се земе добра анамнеза од пациентот кои лекарства ги прима, бидејќи сега се во мода и многу пациенти си пијат и на своја рака големи количини на С витамин за да се заштитат од вирози, големи количини на Д витамин, на калциум против остеопороза. Меѓутоа, тоа е се во ред, меѓутоа треба да се знаат кој колку во која количина смее да ги пие. Бидејќи големи количини на С витамин исто така кај некои пациенти предизвикуваат создавање на каменче. Внес на големи количини на калциум преку уста како суплемент, како додаток, исто така заедно со D3 витамин, идеалната комбинација за создавање на каменче ја имаме. Значи треба да се консултира сепак лекар. Така. Тука веќе ќе мораме да привршиме. Ти благодарам за денес. Навистина, барем се обидовме она што беше поважно да им го пренесеме нашите гледачи во однос на денешната тема. Ние се гледаме за отприлика околу месец дена, па се надевам дека повторно ќе одбереме некоја проблематика во однос на уринарниот систем за да ја доближиме до нашите гледачи. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам, Виолета. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам што секој понеделник сте со нас. Ви посакувам пријатен остаток од денот и се гледаме за 7 дена во исто време. До тогаш ве оставам во расположение. Имајте добро здравје.